Охрид, стариот Лихнид, со милениуми представува предизвик не само за истражувачите на културното наследство и природните ресурси, туку и за сите освојувачи кои сакале да ја приграбат Македонија. Нарекуван и Рим на Балканот, Ерусалим на Европа и духовна престолнина на православието, овој град предизвикал илјадници научници, новинари, патеписци и истражувачи да напишат многу страници за древниот град, кој порано бил познат како Лихнид, а денес се нарекува Охрид. Името на градот представувало интерес за многумина, кои се обиделе да покажат или докажат од каде потекнували имињата Лихнид и Охрид. Она што се знае е дека езерото како Охридско се нарекува во последните неколку векови, а до 19 век се забележуваат записи со именување како Лихнидско и Бело езеро. Бело, заедно со Белиот, градот на светлината, светиот и светол Лихнид. Патеписците и роднокрајните автори оставиле многу значајни записи во кои се содржани информации за начинот на живот и изгледот на Охрид во минатите векови. Култот кон Свети Климент и Наум Охридски останал да живее во времињата по нивниот век. Старите народни преданија и легенди, традицијата на народното лекување од Охридското крајбрежје, ретките видови на риби во езерото, величествените градби во Охрид и учените луѓе кои живееле на бреговите на езерото во минатото, биле забележани во многу патеписи, извештаи и книги. И во преродбенскиот век било познато за Десаритите, Енхелејците, Кадмо и стариот Лихнид. Според легендите и старите преводи на историските записи, Лихнид бил основан од легендарниот јунак Кадмо, а тврдината била созидана во 5 век пред нашата ера. Брегот на Охридското езеро изобилува со археолошки локалитети од најдамнешните познати времиња, како од преисторијата, така и од самите почетоци на нашата ера. И денес во македонскиот град Охрид и неговата околина може да се видат траги од ранохристијанските базилики на славната Јустинијана Прима.
Според некои научници, владетелот од Македонија управда, Јустинијан, имал седиште токму во стариот Лихнит. Според народното предание од зборникот на браќата Миладинови, името Охрид потекнувало од времето на Јустинијан, кој ја обновил и тврадината, носејќи камења од остатоците од разурнатата Хермелеја. Преродбениците запишале дека во нивно време народот ги паметел иселувањата од претходните векови. Според преданијата, во Венеција имало цела населба која била именувана според Лихнит. Во повеќе наврати е забележано масовно иселување на населението од Охрид. Многу владетели се бореле за стариот Лихнит. Античката ковница во Охрид постоела дури до времињата на османлиското освојување. Уште се паметат народни песни и преданија за времињата пред Турско, кога кнезови и кралеви се бореле за ковницата и тврдината. Кога Евлија Челебија дошол во Македонија, која тогаш ја нарекувале Румелија, запишал дека Охридската црква Света Софија, Аја Софија, која тогаш била претворена во џамија и со неа можеле да се споредат само истоимените во Солун и Трапезант на Црно море и малата Аја Софија во Цариград, порано за христијаните представувала Ерусалим, а била изградена во времето на синот на пророкот Соломон. Според патеписот на Челеби и некои други записи, неколку истражувачи имаат претпоставено и дека под денешниот храм се наоѓал недовршениот храм на Соломон. Според повеќе автори, еден од апостолите, Свети Павле, во првиот век од нашата ера го посетил Лихнит. Зачуваните народни преданија за локациите на кои што проповедал Свети Еразм Охридски се потврда за сеќавањата за ранохристијанската традиција кај народот се до 19 век. Се претпоставува дека една од откриените стари цркви уште во 9 век била посветена на апостол Павле.
Црквата на Свети Климент ја наследила традицијата на владетелот Јустинијан, управда од Македонија, и неговата прва вистина, Јустинијана Прима, од македонскиот цар Самуил била создадена Охридската патриаршија, која имала големо влијание ширум Европа. Ренесансата, за која има индици дека се развила под влијание на древните записи од големата македонска империја и зачувани книги од македонските цркви и манастири, започнала од Охрид. Векови подоцна, укинувањето на Охридската архиепископија бил еден од најтрагичните настани во историјата на Охрид. Раскажана во книгите на роднокрајните автори и опејана од народот во Охрид во народната песна 1762 лето, која за прв пат во печат била објавена од Прличев. Укинувањето од Цариград на македонската црквена традиција било истражувано и од наследниците на современиците на тие случувања. Според Георги Балашчев, внук на Арсенија кој бил испратен на заточение, години откако прадедо му бил испратен на Света Гора, на заточение таму бил пратен и неговиот колега од Цариград, кој му ја укинал црквата со лаги и измами. Во изминатите векови, многу луѓе од Охрид изучиле школи не само во тогашната Османлиска империја, туку и низ цела Европа. Забележано е дека и некои од охридските архиепископи се подпишувале како македоњани од македонските предели на цар Александар. Во житието на Свети Наум, езерото именувано како Бело езеро. Во 19. век, Јордан Хаджи Константинов Џинот езерото го запишал како Лихнидон. За градот Охрид дека бил именуван по цар Самуил и дека во крепоста од долна до горна порта имало 365 цркви, а народот околу езерото бил силен како во времињата на Филип и Александар Македонски. Браќата Миладинови ја објавиле народната легенда, според која, кога Јустинијан ја обновувал Охридската тврдина, кога се качил на ридот од восхит кон убавината на погледот и местоположбата на градот, извикал «Ох, Рид!»
или Уба Фрид. Шапкарев запишал дека кога Охридската тврдина се обновувала, народот на рака подавал камен по камен од местноста Патерица, каде што била античката Хермелеја, а кога се случило тоа, никој не знаел. Цепенков пак запишал дека таму каде што е денес езерото, порано била плодородна рамница, а Охрид бил мало градче, кое полнело вода од некој извор. Секој што ќе наполнел, морал да го затвора со камениот капак. Еднаш некоја невеста го заборавила капакот. Изворот течел цела ноќ и до утрото станало блато, а до утредента веќе се наполнило денешното езеро. Легендите за жената која за ум го изградила манастирот Свети Заум, за јажето преку езерото, песните за девете ламји и преданијата за подземните премини биле објавени од повеќе автори во втората половина на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. За многу од овошките во Охридско и во 19-тиот век се знаело дека биле донесени и засадени од Свети Климент и неговите ученици. Забележени се преданија за крал Марко и неговите роднини, но и спомен дека многу од црквите биле обновувани од Марко Крале. Народната традиција за преданијата за Давид и Соломон се насетува и во шифрите на револуционерите, кои векови подоцна во своите писма ја нарекуваат Охридската котлина како Давидова долина. Интересот за антиката е потврден и од славните преводи на Илијадата од Прличев, како и од активните истражувања на генерацијата на неговиот син Кирил. Судбините на Миладинови, Прличев, Узунов, Бошнаков и други преродбиници и револуционери уште се паметат во вечниот спомен за македонската борба за слобода и човечки правдини. Во втората половина на 19-тиот век се случиле многу настани кои оставиле траен белег во историјата на Охрид и Македонија. Веднаш по македонското востание се случиле Охридскиот заговор и Брсјачката буна. Знајните и незнајни јунаци кои потекнувале од Охрид при крајот од 19-тиот и почетокот на 20-тиот век ги дале своите животи за слободата на Македонија и со своето дело создале неизбришлива трага во македонската историја. Свеста на македонскиот народ кој живеел во Охрид за својата самостојност и поврзаност не само со средновековната традиција, туку и со античките корени, е изразена преку делувањето на преродбениците и е проткаена во нивните текстови од 19-тиот век. Во последните децении од 19-тиот век во Охрид веќе имало оформено не само народни училишта, туку и народно читалиште кое располагало со значаен фонд на литература. Забележливи се цели генерации од повеќе семејства кои ги посветиле своите животи за народната борба за слобода и човечки правдини. Она што треба да се потенцира е дека сите тие револуционери биле писмени и учени луѓе, а многу од нив во текот на животниот век успеале и да објават значајни написи за Охрид и Македонија. Многу охриѓани биле учители не само во Охрид, туку и во Битола, Скопје и Солун. Како во времето на Свети Климент и Наум, кога нивните ученици го просветувале народот од останатите региони во Македонија и пошироко. Така, во преродбенскиот век, учениците на охридските учители успеале да описменат многу народ, но и да создадат дело за почит. Револуционерно дело за слобода и човечки правдини.
Древното езеро во кое уште живее ендемска флора и фауна, огромните заштитни бедами од стариот град, тврдината и старите цркви не се единствените видливи сведоци на охридската историја за која што ја создаваме оваа сторија. Во центарот на Охрид стои исправен жив споменик на дамнешното минато, стар повеќе од 1 милениум, природната реткост на Македонија, прочуениот Охридски чинар. Непосредно до горна порта се наоѓа големиот антички театар, чудо на античката архитектура, огромен театар од древните времења на Македонското царство, кој е стар повеќе од 2 милениуми. Лековитата моќ на езерото, духовниот мир на градот и потенцијалот на регионот го прават Охрид еден од најпосетените градови во овој дел на Европа. Како во минатото, така и денес во Охрид доаѓаат патници намерници, посетители и туристи буквално од целиот свет. Се повеќе луѓе од различни земји се запознаваат со убавините на Македонија и нејзината духовна престолнина, градот Охрид. Забележливи се и зачестените посети на старите локалитети и цркви не само од странските, туку и од домашните туристи, кои во се поголем број се од помладата генерација. За Охрид старите патеписци пишувале и известувале воодушевени од убавината на стариот град и прастарото езеро, а денешните туристи ги пренесуваат убавините на Охрид преку паметните уреди и интернет мрежата, на која можат да се пронајдат информации и податоци за Охридскиот регион, пишувани од дамнешни времиња па се до денес. Посетете го Охрид, градот на светлината, духовната престолнина на Македонија.